Најпрво сакам да го изразам моето задоволство од вработените во јавно предпријатие Чистота и зеленило. Отпочна акцијата, иако е жешко и топло време, над 50 вработени од оперативните служби и дел од административните службеници во ова јавно предпријатие се вклучија во оваа организирана акција. Сакам да напоменам дека учеството на граѓаните не е задоволително. Апелирам во оваа прилика во следните 2 дена сите граѓани на општина Куманово кои што поседуваат собственост или право на владение на гробни места во градските гробишта во Куманово да се отповикаат и да ја искористат можноста сето она што ќе биде исчистено на гробните места да биде складирано на одредени пунктови за да може истиот смет да се изнесе организирано од страна на вработените во јавното предпријатие. Оваа акција ќе продолжи и утре и задутре, значи целиот викенд. Апелирам на вклучување во раните утрински часови, а дополнително истата ќе продолжи до престојниот верски празник Голема Богородица. Да одговорам или да дадам одговор на прозивките на коалицијата на советничката група на ДУИ, дека не се работи за никаква поделба на граѓаните, туку оваа се градски гробишта на општина Куманово, каде што имаат право да бидат согласно законот сите граѓани без разлика на својата верска припадност. Тука, значи, на овие градски гробишта, согласно програма на Советот и согласно законот, директна надлежност има јавното предпријатие Чистота и зеленило и проектот за реконструкција на градската капела на градските гробишта не е само проект на општина Куманово, туку првенствено општина Куманово има аплицирано на програмата на Министерството за транспорт и врски и има добиено проект државни обезбедени средства, не средства од општина Куманово, самите советници тоа го знаат. И во оваа нивна реакција исклучиво гледам чиста политика и собирање на ефтини политички поени, но при тоа сакам да нагласам дека Куманово никогаш своите граѓани не ги делало ниту по еден основ, а најмалку по верски основ. И ова е еден обид само да потикнат верска нетрпеливост и воедно да собираат ефтини политички поени на таа основа. Во целост ги демонтирам сите наводи кои што беа изнесени на таа пресконференција и апелирам до нив да не одмагаат, туку со својот политички ангажман да дадат допринос за подобрување на меѓуетничките, верските и сите односи во град Куманово, кои што никогаш буквално и во најкризните периоди немал никаков проблем. Значи, денеска започна акција за чистење и средување на градски православни гробишта. Голема благодарност до сите вработени што беа вклучени во оваа работна акција денеска на овие пеколни горештини. Задоволен сум од сработенето. Мислам дека расчистиме добар дел она што беше проблематично запуштено, суво неискосено, диви израстоци од дрвја и така натаму. Продолжуваме утре, продолжуваме во недела. Би сакал да повикам и да укажам еден акел, впрочем како што укаже и градоначалникот, што поголем број наши сограѓани да бидат вклучени активно, да дадат свој допринос во чистење на своите гробни места, своите парцели гробни, како би акцијата била уште поуспешна, да направиме, да се потрудиме сите заедно, значи да дадеме еден убав изглед колку што можеме на овие градски православни гробишта. Гледаме дека има доста запуштени гробни места. Ние со вработените се трудиме максимално што можеме да направиме, меѓутоа секако дека и самите граѓани треба своите гробни места да се ги истреат и да доликува онака како што треба.